Климатските промени се одразуваат и на појавата и развојот на инсектите кои се директно поврзани со заштитата на растенијата. Експертите потенцираат дека нужно е следењето на трендовите кои се појавуваат во оваа гранка, зашто секаков привид може да доведе до огромни штети во градинарството, но и пољоделството воопшто. Врз основа на насоките кои ги дава Светската здравствена организација, агрономите ги адаптираат програмите за заштита на растенијата. Тоа секогаш буквално при зборувањето на секој, во ентомологијата, при предавањето на секој инсект, јас им нагласувам. Овој инсект се очекува после неколку години да биде во каламитетна состојба на неговото присуство да биде. Значи, и со тоа да се преземат мерки како би било да се заштитиме од тие, односно да не дозволиме таа каламитетна појава да ни направи некои сериозни штети, како што ни се случи некада 2011, кога се јави тута апсолутно кај доматите, па 2012-2013 имаме една каламитетна појава каде што имавме и како големи штети од овој инсект. Па затоа сега ги пратиме сите инсекти, ги пратиме климатските промени, на тој начин да правиме таа програма за заштита. Науката покажала дека климата и глобалните температурни промени кои се случуваат создаваат услови за поголема бројност на едни за разлика од други инсекти. Ако се земе предвид дека во земјоделството кога на едни земјоделски култури им е добро, а на други лошо, тогаш важно е младите агрономи уште од студиските клупи да се запознават со основите на овие појави. Пратам, со глобалните климатски промени, кои инсекти би дошло до израз. И се случува тоа. Уназад неколку години го пратам тоа и се случува да имаме кај некои инсекти каламитет, така наречен, зголемување на бројноста, некои намалување на бројност. Значи, и како влијаат тие климатски промени и дури Светската организација за храна ФАО и таа дава свој извештај на кои инсекти или болести, конкретно и за болести, колку се работи за фитопатолошки проблем, значи кои инсекти или болести можат да дојдат да се зголеми нивното присуство, значи да дојде до каламитетно присуство при тие климатски услови. И таму се дадени и по реони, конкретно на Балканот, кој, па ние и во Македонија ги пратиме тие, кои би се можеле да бидат како присутни, кои и како очекувам јас од година во година нивното присуство да се зголеми и за тоа се прават некои програми, превентивни програми во кореативната заштита, моменталната заштита. Од земјоделскиот факултет во Штип потенцираат дека за добар род и квалитетен плод мора да се преземаат превентивни и навремени мерки.